Здравиот човек има 1000 желби, болниот само една – да оздрави. Во едно случајно пешачење по социјалните мрежи забележавме невообичаена дискусија. Во Facebook група со сокриен идентитет некој прашува за повеќе информации за лек со бубачки. Дискусијата се води во крајности. Од згрозеност дека некој се лекува со бубачки до убедување дека познаваат луѓе кои се излечиле од дијабетес, псоријаза или рак, пиејќи живи бубачки. Побаравме контакт и се јавивме. Близок мој има проблем со дијабет. Со дијабет, да. Значи, по тоа што го знаеме, дијабет го лечи 100%. Значи, и на инсулин дае, после тоа и опчијата ги прекинува. Значи, и првата ден си пиеш едно за дијабет. По едно од него, насама е. Жива, така? Да, жива во чаша вода. Малку вода си ставаш или најубаво ти е јогурт си ставиш или сок нешто. За да не ги осеќаш, че после се големува тоа. Аха. Значи, првата ден едно, втората ден две. Така одиш до колку да радне? Чекай. До 40, од 40 назад после. Делотворноста трговецот ни објасни и преку конкретен пример. Вели, ако при претходно мерење шеќерот во крвта бил 15, по 2 недели конзумирање на живите бубачки, вредностите паѓаат на 6 до 7 единици и проблемот се решава за секогаш. Тој има и своја теорија како овој лек помага. Они ка умирале у желудникот што е, пуштале некои токсини. Тоа било лековито за телото. Сакаш да видиш да ти пуштам, имам страви што ги пијам. Ова е интернет страницата што се испраќа како гаранција за лековитоста на бубачките. Но текстот е полн со недоследности и нема автор. Нема импресум ниту порталот што го објавува. А од каде се уствари овие бубачки? Како? Од каде се, кај се одгледуваат, мислам? Јас не знам кај се одгледа, ја ги донесу под Шведска. А сте се консултирали ли нешто исто со медицинско лице, не знам? Вака се, значи, не, со медицински лица не сум се консултирал, али со тие луѓе што ги знаја во Шведска што ги имат пиена, што таму сум повеќе време, таму што ги најдов. Луѓе што се имат излечено од псоријаза, од дијабетес исто, он ги има разложено многу и ги подара горе по Шведска. Тие човек што го знам. А и по колку му одат кај него 200 евро? Он го дава по 200 евро, да. Али јас се за да не ги чувам, се тоа ти ги кажувам по 100 евро да ги дава. Овој профитабилен бизнис цвете и во соседството. Како подкрепа на неговото тврдење, трговецот испраќа линк од телевизиска емисија од Бугарија од 2016 година, во која човек раскажува како одгледува и продава бубачки кои се пијат живи за да лечат хронични болести. И тук може да ми сложиш едно и ще го изпия. Нашата љубопитност чинеше 100 евра. Истиот ден ги нарачавме, а веќе следниот бубачките стасаа. За да ги провериме тврдењата, прво отидовме во оделението за анимална екологија при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Станува збор за единки од видот Уломоидес дерместоидес. Тоа е вид од фамилијата Тенебриониде или народно познати како брашнари. Примеровците од овој вид конкретно, барем засега, не се евидентирани на територијата на Македонија и пошироко. Поради тоа, професорката вели дека ваквото шверцување на овие бубачки за ова поднебје е многу опасно. Ова е вид кој што потекнува некаде од азиските земји, претпоставувам Кина, јужноазиските земји исто така. Така да неговото присуство кај нас може да повлече низа проблеми од аспект на зачувувањето на биолошката разновидност. Може многу лесно да завземе еколошка ниша на нашите автохтони видови, со тоа настанува голем дисбаланс во поглед на синџириите на исхрана и нормално сето тоа се рефлектира врз целокупното функционирање на екосистемите. Овој вид на инсекти во стомакот има абдоминални жлезди кои лачат секрет, кој има извесен антиоксидативен и антиинфламаторен ефект. Оттаму се претпоставува дека е верувањето оти може да имаат позитивен ефект во лекувањето на низа болести. Но дали тие навистина се лековити и, што е поважно, може ли да бидат штетни по здравјето на оние што ги консумираат? Ендокринологот доктор Танер Хасан со години лекува пациенти од дијабетес во болницата 8 септември. Трговецот тврдеше дека за 80 дена пиење живи бубачки ќе се излекувате целосно. Доктор Хасан вели дека не постојат научни докази кои укажуваат на тоа дека инсектите можат да се користат како метода за лечење дијабетес и уште помалку дека болеста може со што било целосно да се излечи. Такви инсекти знаеме дека во себе содржат различни токсини,
исто како и лековите што ги имаме, меѓутоа тоа фармаколошки се средува дозата, се знае колку е терапевтската доза. Дел од нив може да содржат и различни вируси внатре во организмот. Знаете, еве најпоследното сега пандемијата, ковид пандемијата, може да делува, да ги покачи, да ги наруши целата функција на јетрата, а тоа да се одрази со животот со скратување на животот на пациентот. Исто така да се поремети функцијата на панкреасот. Доктор Хасан објаснува дека не е прв пат да слушне дека пациенти на своја рака во очај консумираат живи инсекти, но потешкиот дел доаѓа доколку дојдат до степен на хоспитализација. Тогаш секоја секунда е драгоцена, а тие мораат да бараат која бубачка каков токсин содржи, за да може да му помогнат на пациентот. Во најчести случаи, резултатот од истражувањата доаѓа предоцна.